Почитувани гледачи, како што веќе кажав во најавата, денеска ќе имаме еден специјален гостин, а тоа е Александар Димовски. Александар, добро ни дојде во Супер Звезда. Драго ми е што денеска имаме можност да поразговараме со тебе. Значи, еве сега да кажеме нешто повеќе за твојата професија. Што работиш ти поточно? Јас работам изработка на глинени предмети и разни типови на глинени предмети, односно грнчарство. Значи, ти си и скулптор од една страна, а и грнчар од друга страна. Да, мојата професија е скулптор, кој што изработува меѓу другото и глинени предмети, односно грнчари. Од кога се бавиш со оваа професија? Со оваа професија се бавам 15 години. Кажи ми, многумина знаат дека грнчарството е древен занает, но не знаеме колку е тој стар занает. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе од кога постои грнчарството? Грнчарството постои уште од праисторијата, уште кога човекот почнал да ги прави своите први дизајни за да си го олесни животот. Почнал со изработка на предмети за домашна употреба, во почеток предмети за пиење вода, јадење, за основните услови на човекот, и потоа се расширило во сите области на домакинството, па дури на општеството и содржината на тоа живење кое што било. Грнчарството е стар занает, значи од секогаш, од кога постои човекот, постои грнчарство. Така, значи ти денеска се бавиш токму со овој древен занает со кој што многу години одамна се бавеле нашите предци, така е? Да, апсолутно, тоа е така и тоа историјата го покажува. Не, јас сум само некој преносник или современик на тој занает, кој што во модерново време работи со мислата некаде во неолитот, можеби или порано, кога човекот се формирал, го формирал својот дом, ги формирал своите ритуали, формирал едноставно инфраструктурата и сето тоа што го има околу дома. Битно било затоа што грнчарството е дел од тоа, дел од секоја куќа, дел од секое семејство, дел од секоја цивилизација. Не може без грнчарството. Никогаш не било без грнчарството. Многу го кажано, ти благодарам. Ова е прекрасен вовед за нашата денешна емисија. Почитувани гледачи, еве веќе насетивте за што станува збор. Останете со нас, ова ќе биде прекрасна и убава емисија во која што се надевам ќе уживате подеднакво оноку колку што уживам и јас овдека во разговорот со мојот денешен гостин Александар Димовски. Бидете тука. Се враќаме во програма почитувани гледачи, оние кои малку подоцна се вклучија. Александар Димовски, кој што работи како скулптор грнчар, денеска е специјален мој гостин во Супер Звезда. Ајде, Алеку, ушедно здраво живо. Кажи ми сега вака, сакам да те прашам, разговаравме за професијата грнчарството, ни кажа од кога постои, дека е навистина древна и многу значајна професија. Сега може ли да ми кажеш зошто луѓето порано се бавеле со грнчарството? Што е тоа што ги натерало да се бават со овој прекрасен занает? Пред се нивните потреби. Луѓето правеле садови за јадење, садови за пиење, сите тие работи кои што им биле потребни за да обстанат и за да си го олеснат својот живот. Они ги правеле преку разни изработки од грнчари. Дозволи да те прашам, денеска малите дечиња доколку сакаат нешто да моделираат, тие користат пластелин. Што користите вие грнчарите, од каков материјал ги изработувате вашите изработки? Основниот материјал за грнчарството е глината. Тоа е природен материјал со кој што ние изработуваме предмети. Што се прави со глината? Како се подготвува глината за да дојде веќе во фаза да може со неја да се работи, а понатаму, нели таа е мека, како правите таа да се стврдне? Ајде, еве дај ми одговор на ова комплексно прашање. Глината е најпластичниот природен материјал кој што постои во природата како природен материјал. И заради незините способности на пластичност и дозволува обликување на предмети по желба, зависно од тоа кој каква желба има, каков предмет му е потребен. Од прилика процесот би бил, глината се наоѓа во природата на разни локации. Може да се најде глината, има насекаде. Не е секоја глина за изработка на глинени предмети, меѓутоа може да се адаптира, нели, за изработка на глинени предмети. После тоа глината се носи на одлежување. После одлежувањето на глината влага во функција на изработка, односно пластична поставка, што ја викаме ние, и се изработуваат разни предмети од глина, пак зависно од потребата, начинот, сопствената визија, мотив, желба и сите тие работи. Глината, грнчаријата која што работиме ние се стврднува по природен пат. Значи за секоја глина да биде стврдната, кога се добри условите, кога е летно време, постепеноста се прави, да речеме, под некоја стреја, како да го наречем, на некое место каде што не е директно изложено на сонце, затоа што бара постепеност. Па се до зимски услови, каде што
користиме разни сушари или адаптивни методи за сушење на глината. Во конкретниот случај јас користам ќумбе на дрва кое што ми служи како дополнителен сушач на таа глина да се исучи за да се формира тој предмет да добие својата цврстина. Изработките на крај се од кога ќе биде предметот добро исучен и кога ќе биде предметот спремен за печење, тоа ние го правиме на образ, го ставаме предметот и гледаме дали е мокро или суво. Има некоја кава и ќе оставам на образ тука ќе ми фати или нема да ми фати. И сите тие предмети се складираат во печка, односно се редат во печка. Точното редење на печката никогаш не е исто со претходното, затоа што секогаш предметите се различни. Се печат, температурата на печење зависи од типот на предметот и неговата крајна употреба, меѓутоа отприлика се печат од 800 до 1100 степени во мојава работа. И потоа се вадат камен, направени цврсти. Се вадат толку цврсти, толку направени. Тоа ни е сведок времето, каде што археолозите ископуваат глинени предмети од пред 5-6 или 10.000 години во целата содржина. Тоа веќе преминува во еден траен материјал, кој што ни забот на времето, ниту пак никои други услови не можат да го уништат толку лесно. Колку прекрасно, ти благодарам. Сакам сега да те прашам, каде може да се научи овој твој занет? Занаетот првобитно се учи на факултетите и во училиштата, во уметничките училишта, каде што има одсек за керамика. Занаетот како занет од колено на колено се учел низ времето и се уште се учи, меѓутоа ние викаме занаетот кога ќе почнеш да го работиш, после тоа не се учи, него се краде занаетот. Тоа е многу една анегдота меѓу занаетчиите, вика украдов еден занат од него или украдов некаков начин на правење на некаков предмет, или начин на изработка, техника на изработка, вид на форма и сите тие работи. Дали ти некого си подучил во животот тебе, некој украл ли нешто од тебе, од тоа знаење кој ти го имаш? Украле од моето знаење и тоа сум го оставил да го украдат, што оставаме да украдат за да може да човекот да се надогради, за потоа да си создаде свој начин и свој израз на комуникација со глината и да си создаде свој начин на изработка на предметот. Најчесто децата на моите пријатели кои што се воодушевени од мојата работа, кои што гледаат нешто различно од модерниот свет, пробуваат и наоѓаат интерес за да научат нешто првобитно од тој занет и кај нив јас гледам многу голема перспектива и многу големо интересирање. Децата се изразуваат преку глината слободно обично. Тоа е убавото на тој материјал кој што е толку пластичен и толку адаптивен за изработка на предмети, децата ја наоѓаат својата слобода. Него може да направи некаква играчка, може да направи некакво возило, кола, камион. Ги подучуваш ли, им ги откриваш ли твоите тајни? Некогаш они мене подучуваат. Некогаш на вистина те подучуваат? Ме подучуваат за некоја работа, каде што и да речеме јас сум затегнат во некоја работа, детето е толку слободно да ме подучи дека има полесен пат на изработка на тоа или полесен пат до доаѓање до тој предмет некако. Меѓутоа во секој случај ги подучувам, им кажувам тоа што треба и потоа тие пак си одат по својата мисла и својот пат, што е уствари оригиналноста на секој да научи некака основна работа и после да си твори, односно да си создава предмети од глина на својот начин. Сакам да те прашам, како ти оди соработката со децата? Децата се супер. Децата, ја викам, тераат. Ке седне, ке мисли, ке зборува, некој ке пее, ке почне да прави, ке застане како и сите ние на нешто прво љубопитно во животот, некои експресивно делуваат. Тоа зависи од карактерот на детето. Некој делува експресивно, некој делува во некоја композиција, некој копира друг. Значи, зависи. Иначе, соработката со детето секогаш ми најгалатативна и најубава затоа што најчисто е тука. Нема предуслови за да направи нешто што викаме ние смешно или лошо. Нема лоша изработка од дете затоа што детето е искрено. Искрено го преку глината ги покажува своите чувства. Тоа исто како и другите уметности и допирот со другите материјали. Детето ако е расположено до ента, своите чувства ги искажува преку глината, ако не е расположено поинакво делува и тоа одма се осеќа. Има деца со страшни таленти, да речеме, сум имал ученик кој што после вториот, третиот час поставуваше форми, дете од 10-12 години, кој што поставуваше форми и размислуваше како средношколец.
Значи, детето го има во себе талентот. Тој талент после може да се искористи во други области, посебно во дизајнот, например. Сакам да те прашам, Алек, каде ти ги наоѓаш материјалите со кои што ти работиш? Од каде наоѓаш целата таа глина? Глина копаме. Така викаме ние, ти треба добри раце, добра желба дента и денот да се погоди за да ископаш добра глина. Обично идеме на копишта каде што веќе некој копал. Не истражуваме многу со тоа што имам истражна дејност, да речеме 40-50 типови на глини во Македонија кои што се прва класа. Значи Македонија има глини кои што се прва класа. Тоа е дури феномен, можам да го кажам. Ние лежиме на едно глинено подрачје каде што има многу глина со одличен квалитет. Ја набавуваме глината од Неготино, од Катланово, Табановце и Пехчево. Значи отприлика од тие 4 глини што се ископуваат на тие, што ги ископуваме на тие 4 места, правиме една глина со, како што би рекле ние, идеален состав за да можеме на рад да работиме. За крај, вака на овој дел, сакам да те прашам, убаво ли е ова што ти го работиш? Уживаш ли во твојата работа? Па даре, нема поубаво тоа. Јас сум се определил за таа работа затоа што таа работа е убава, благодарна, ми исполнува. Секогаш ми дава желба и мотив да работам повеќе, некогаш ме тера да размислувам и добро е тоа што никогаш не знам све. Секогаш има место да се надоградам, да размислам малце поише или едноставно ништо да не размислувам, да се опуштам и да работам. Ти благодарам. Алек, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, да одмориме малку ние, одморете малку и вие, а за неколку минути се враќаме повторно во програма. Правиме пауза. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со мојот драг пријател Алек, кој што работи како скулптор и грнчар. Алек, кажи ми, секојдневно ли си ти во твојата работилница? Да. Пред се желбата е да бидам таму, затоа што го сакам, а останатата работа го повлекува сето друго. Се случувало и ноќе да станувам да видам до каде е. Уствари некогаш не знам дали се проверувам сами од себе си или глината ја проверувам. Буквално, тоа е работа која што 24 часа треба да бидеш присутен ако тековно иде работата. Затоа што фазите на припрема, фазите на сушење и фазите на печење се доста долги. Тоа е еден спор занает како изработка. Обично некои рокови имаме од 30, 40, 50 дена додека тој предмет биде комплетен. И затоа 24 сата, 7 дена во неделата сум во работилницата, работилницата е мојот дом. Тоа е начинот на мојот живот. Ти благодарам, Алек. Сакам да ми кажеш еве вака на кратко за да можете нашите гледачи да стекнат впечаток. Што се е потребно да има една грнчарска работилница? Една грнчарска работилница треба да има место за припрема на глината. Ние го викаме прљавиот дел, каде што се припрема таа глина која ќе ископаме негдека. Срцето на работилницата печката, тоа е срцето на работилницата, и грнчарско тркало, односно колце или има разни имиња за грнчарско тркало. И разни ситни алати и репроматеријали кои што се потребни за олеснување во изработката. Често тие алатки ги правиме и сами, односно наменски според тоа што го работиме. Би сакал да те прашам, по колку време поминуваш ти во твојата работилница? Од прилика од кога ќе станам са бајле до вечер. Тоа би било ритмот на мојата работа. Поминувам цело време, не мора да значи дека цело време работам во занаетот, меѓутоа цело време нешто се случува. Цело време изработуваме нешто, дали некој е покрупно, дали некој е посутно. Во меѓувреме наоѓам слободно време, па и во слободното време размислувам. Некогаш, често пати и кога ќе работам, па не размислувам. Тоа е добриот компромис на двете нешта. Кога седам размислувам, кога работам не размислувам. Едноставно го творам и го правам, што викаме ние, со лесно иде некако. Убаво кажано. Лесно. Прекрасно. Ти помага ли некој во твоето работа? Во работата ми помага Вики, она е изворедна, она е дипломиран вајар и врвен керамичар и скулптор, исто како и ја, мислам, тоа е стварно добра екипа сме и баш сум среќен заради тоа што имам таков човек позади мене што цело време ми дава поддршка, па дури и во тишината знам дека имам поддршка, ти кога не работам.
Од каде ја наоѓаш инспирацијата за правење на сите овие разни изработки кои може да се сретнат кај тебе во твојата работилница? Инспирацијата ја црпам, да речеме, идам секој ден на водно, од природата, од дрвата, од денен обичен шум, од животните, од куќето, од луѓето, од нивната добрина, од нивниот израз, од нивниот квалитет, од нивниот неквалитет исто. Инспирацијата е најголемиот предуслов за да можеш да твориш и да можеш да си слободен. Без инспирација може да се прави нешто, ама не е долготрајно. Алек, дали има други грнчари во Македонија и дали соработуваат? Има други грнчари во Македонија, се разбира дека соработуваме, ги нема многу, меѓутоа се уште ги има. Дел од тие грнчари, да речеме, работеа негде и сега ако остана луѓето без работа, се вратија на занатот од ковците. Тие се претежно традиционални грнчари кои што постојат по 400-500 години фамилии, нели познатите градови Кичево и Велес. Грнчарите се во Кичево, Велес и Неготино. Тројца има луѓе кои што работат покрај мене, повозрастни луѓе, си буткаат занајатот. Тоа е. Ти си еден од помладите представници на оваа професија. Кажи ми, точно ли е дека професијата грнчар изумира во нашата држава? Изумира полека, да. Меѓутоа се гледат и некои други потреби каде што верувам дека нема да изумре скроз. Ние сме некои луѓе кои што некоја професија која што сакаме да задржиме професијата заради традиционалното наследство, заради самиот занат и неговото значење. Неговото значење во историјата, па дури и во иднината. Овој занат е поврзан пред се со корените, со традицијата, зборам за македонскиот народ, како и за многу други разни народи кои што нивните културни вредности ги изразувале преку правење на разни предмети, нели, кои што биле поврзани со нивната култура, така и кај нас. Грнчарството, претпоставувам, ова што ти го работиш е поврзано и правиш буквално некои исти изработки како што ги правеле некои твои претходници грнчари пред 300-500 години и повеќе. Да, буквално се пробуваш на неговите потреби да го направи, да се направи тој предмет кој што го изработувале преди илјадници години. Преку грнчарството изразен фолклорот на нашиот народ и воедно и културата на народот, односно неговото живење наназад. Ги има насекаде, грнчари има насекаде, од секоја археолошка некропола или археолошко наоѓалиште, па до одредени селски куќи во кои што се напуштени, па и ден денеска има грнчари внатре, се уште останата од тоа време за предмети кои што им служеле за секојдневна употреба. Јас ти благодарам, Алек. Сакам уште за крај да те прашам колку време е потребно е вака ти како уметник додека работиш и додека твориш да создадеш еден таков грнчарски предмет. Колку време е потребно? Па потребно некогаш една минута, некогаш една година. Воглавно предметот што се прави, имам некој терк дека 30 ден. Значи предметот што е изработен до финално да си го зема муштериите или човекот, ќе трае отприлика 30 дена. Со тоа што има и предмети што ги влечеме и по година дена кои што се покомплицирани. Меѓутоа воглавно рокот, условите на работа се отприлика 30 дена. За изработка на еден предмет до финална изработка на предметот и финалната локација него. 30 дена за да биде направен како што треба. 30 дена за да биде како што треба. Супер, јас ти благодарам. Ќе направиме и сега уште една кратка пауза, почитувани гледачи. Ајде да одмориме малку, одмораме ние, одморете и вие, се враќаме во програма за неколку минути. Пауза. Се враќаме во програма со мојот пријател Алек, кој што работи како скулптор, грнчар, почитувани гледачи. Алек, сакам да те прашам, многу предмети гледам кај тебе, еве, кажувавме од што се состои грнчарството, што се правеле нашите предци. Кажи ми, што се работиш ти? Правиш ли куњски садови, например? Па да, традицијата се враќа на куњските садови, изработуваме куњски садови, нели, од садови за тавче, гравче, разни типови на тави, садови за припрема на риби, па дури лазањи, сосеви, секакви работи се адаптираме на модерното време. Со тоа што кај куќинските садови интересно тоа и вистина е тоа што даваат посебен вкус на јадењето. Значи националните ресторани, индивидуални домаќинства ги се уште купуваат глинени тави, не ги викаме глинени тави, и разни предмети за приготвување и послужување на храната, затоа што имаат специјален вкус.
Џабе турли тава или тавче гравче или полнета пиперка ако не е направена во вистинско грне. Па подобре во вистинско грне, затоа што нели нашите природни овошја, зеленчуци кои ќе бидат ставени во тоа грне дава своја душа, дава имидж посебен на јадењето, нели. Посебен вкус, добар кувар и добра тава секогаш е добро јадењето. Кои останати работи ги правиш? Правиш ли на пример фурни? Еве знаеме дека и во фурни се готви. Фурни, да, фурни по викендички претежно, по некои викендици луѓето се враќаат на тоа дека треба јагнето или некое јадење да го направат во фурна, со тоа што фурната исто па дава некоја посебна душа на јадењето и посебна убавина. Да, правиме фурни по разни димензии, некој сака поголема, некој помала. Се наоѓаме во селото тоа. Може да си се скрои за секого померка. За секого померка. За секое сомунче може фурниче да направи. Така, има ли некоја фурна вака што ќе ја паметиш, некоја интересна што си ја направил? Фурна што ќе ја паметам, тоа беше, таа фурна се вика тандури, тоа е некоја индиска фурна, која што е традиционална фурна во Индија. И во времето кога тука се правеа индиски ресторани во Скопје, имав шанса со куварот од Индија да конструираме една таква фурна која што после долго време функционираше и благодарение на тоа направив после уште неколку фурни. И таа ми остави во впечаток затоа што е различна од нашата традиционална фурна и така стана некој комплекс на поврзување на културата на Индија и културата на Македонија. Со македонска глина направивме индиска фурна. А јадеа сите. А јадеше и ти проба, да? Да, пробавме. Како функционираше? Одлично. Све изедовме, начинот на приготвување е различен, ама сепак ја има онаа душата на земјата, на глината, која што ги дава специјалните, не знам како да го кажам. Специјалниот вкус. Специјалниот вкус го дава, да. Супер, сакам да те прашам за оние домакинки кои што не гледаат, најчесто мајките или бабите, а нашите дечиња, ќе ги интересира, произведуваш ли такви предмети за во двор, например, или за по дома, за сакси за цвеќе, например, за некои ќупови за во двор и некои такви слични работи за украси, например? Па тоа е како носечки дел на работата, да. Сакси, ќупови, разни амфори, апликации за во двор, дури глинени лустери сум правел. Значи, во однос на градината и дворот има многу работи од керамиката што ден денеска припаѓаат тамо. И тука глината има свои специјални својства за незиното впивање на водата. Да речеме, цвеќето или растенијето што ќе биде насадено во глинена саксија дише поубаво, нема проблеми, мислам. Тоа е како во природна содржина, како во природна средина, во земја во земја. Нели, цвеќето расте одлично. Се изработуваат по разни димензии за разни потреби. Може да се изгравира име, лого, нешто? Име, лого, боја, патина, некои сакаат да биде тоа утра модерно, некои сакаат да биде патенирано, односно да биде старо, да биде како од праисторијата. Пробуваме да реставрираме нешто да личиме на праисторијата. На брзина да остареме нешто 10 века, например, и изгледа перфектно. Посебно кога ќе видат во еден двор одредена композиција или одредена група на предмети кои што се согласуваат помеѓу себе, даваат интересен ритам и содржина на таа градина, како да ја наречеме. Супер. А што станува со овие предмети кои стандардно ги изработуваш, скулптури, релјефи и слично? И такви глинени предмети, фигурини и тоа? Со однос на тоа е тековното твориште. Скулптурата, релјефот и изразот на еден уметник преку материјалот глина, односно преку занајатот грмчарство, ги изработувам секојдневно, значи нема застој и да правам некоја друга нарачка за друг тип на предмет, јас сепак се држам на творештвото. Творештвото никогаш не сме да застане. Творештвото е тоа што не води понапред во животот, за да како што созрева творештвото, така созреваме и ние некако прилика би дошло. Сакам да те прашам, ги продаваш ли ти сите овие изработки кои што ги правиш? Знам дека чуваш некои дека ти се драги, но ти пред се живееш од овој занајат. Каде може да те најдат сите оние кои што сакаат да купат нешто од тебе? Може да ме најдат во мојата работилница, каде што сум цело време, на самата пешачка патека за некај водно. Може да ме најдат на Facebook, грмчарот Александар Димовски, грмчар Александар Димовски. А на кој мобилен си достапен? Може да ме најдат на мобилен 070 50 50 80, претежно така луѓето стапуваат во контакт со мене, затоа што секогаш имаат некакво објаснување зашто им треба, како им треба, кога им треба, колку им треба и слично. Алек, би сакал да те прашам дали има некои изработки кои за секогаш ќе ти останат во сеќавање? Во животот може да ми остане во паметење
изработка на реквизити за филмови, за разни спотови, кој што е малце надвор од мојот занет, ама јас добро се адаптирам тамо. Изработка на музички инструменти, така, тоа е еден потек кој што глинава дозволува изработка на тие традиционални тарабуки и разни други окарини, разни други музички инструменти, кои што сакам да биде од совршенство некогаш и секогаш ми се во главата дека тоа ми се работи на кој што ќе се сеќавам. Да, изработка на предмети за кафани, одредени лога за кафани, карактеристични предмети за готвење риба, имаше нешто. Имало интересно да речеме реставрација и конзервација на стари предмети ископани од пред нашата ера. Тоа ќе ми остане во сеќавање затоа што тоа беше една далекосежна работа каде што буквално една кутија од скршени теракоти керамички предмети успеавме да ги составиме во реалната големина и димензија и потоа да направиме комерцијални копии кои што може да ги види светот понатаму. Не да ги не види нашата изработка светот, да види нашата историја. Преку мене и преку таа дружба и преку таа работа се види нашата дел од нашата историја, нели? Пренесена во грнчарството. Потоа имам подолгосежни работи, нели, правење на цели ресторани, цели кафани, делови од хотели, етно села, етно куќи. За да изгледаат онака традиционално, нели старински? Како што треба, затоа што нема тука нема веќе друг начин. Знаете, кога ќе влезете во грнчарството и кога ќе почнете да аплицирате грнчарство во еден етно ресторан, он самиот по потреба го бара тоа, затоа што тамо припаѓа. Грнчаријата припаѓа во ресторан или во објект или во место викендичка без разлика што е, која што е насловена како традиционална. Сегде каде што се гаат традиционалните вредности, сегде се гаи грнчарството. Сакам уште за крај да ти поставам едно прашање. Имаш ли слободно време? Што правиш во твоето слободно време? Слободно време има. Посетувам, да речеме, изложби, нешто што е во контекст или не е во контекст со моја работа. Наоѓам време за пријателите, секогаш пријателите ми значат и секогаш ги сакам пријателите околу мене што се. И преку нив, како што наоѓам слободно време, така и исполнувам својата енергија и наоѓам новата инспирација. Слободното време нова инспирација. За крај, ќе им порачаш ли нешто на сите оние дечиња кои што сакаат и кои што можеби некогаш во животот би сакале да се бават токму со ова што го работиш ти? Па секогаш да бидат весели, живи, здрави, да ги носи убавото во животот, кога ќе ги натера љубовитноста да видат, да го видат занаетот, да се потрудат малце, да послушаат, а после пак да бидат живи, здрави и весели и да си продолжат со тоа што си го прават во нешто што сега го научиле, па ново им е и да се надоградат во тоа. Јас ти благодарам за денешното гостување во емисијата Супер Звезда. Се надевам дека убаво си помине и ти заедно со нас. Се надевам дека уживаа и нашите гледачи, почитувани гледачи. За жал тоа е се за денеска. Го завршуваме разговорот со мојот драг пријател Александар Димовски или повеќе познат како Алек, еден од малкуте скулптори, грнчари кои што постојат во нашата земја, е еден од малкуте репрезентативци на овој занает кој што навистина и за жал е во изумирање. Тоа беше се за денеска. Бидете живи и здрави. Се гледаме во наредното издание на емисијата Супер Звезда, а до тогаш слушајте ги мама, тато, бидете добри и гледајте што? Супер Звезда. Ајде да имавнеме. Чао, пријатно. Чао.